Ако СДСМ не се плаши, нека прифатат лидерска и да договориме датум за предвремени парламентарни избори. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски го предизвика премиерот Димитар Ковачевски да го прифати предлогот на опозицијата и да седнат на заедничка маса. Мицкоски категоричен, вели ВМРО ДПМН работи исклучиво за интересите на граѓаните и Македонија, наспроти погубните политики на власта. Јас лично и ВМРО ДПМН многу пати во изминативе 100 дена повикувавме на заедништво, повикувавме на диалог, повикувавме на разговор, да седнеме, да зборуваме за проблемите, да зборуваме за одржување на предвремени парламентарни избори, па ако се наистина толку јаки, пошто вела дека се јаки, дека народот ги сака, тие ќе не декласираат на тие предвремени парламентарни избори, ќе има чист мандат, 4 години ќе може да ги спроведат политиките кои што велат дека народот ги поддржува. Единствен начин да проверат дали тоа што го пишуваат во соопштенијата е така, е да излезат на избори, да се охрабрат и да видат дали Мицкоски се плашил или СДСМ се плаши. Мицкоски порача и дека последиците и одговорноста за се што од сега па натаму ќе се случува во Македонија ќе ги сноси раководството на СДСМ. Ковачевски, кој пред неколку месеци најави дека ќе го повика Мицкоски на средба, сега го одбива неговото барање за лидерско соочување. За него не било прифатливо да се одржи лидерска средба на која би се разговарало само за предвремени парламентарни избори. Ковачевски дециден, парламентарното мнозинство било стабилно, ниту поголемиот број политички партии сакали избори, ниту граѓаните. Не доликува на Демократска партија да одбројува денови, денес било 5 ден, па 4 ден, и да се служи со уцени и да се служи со закани, затоа зашто јас потврдив во изминатите скоро 4 месеци дека нити на уцени, ниту на закани не подлегнувам, туку сум човек кој што води отворен диалог со сите заинтересирани страни во општеството. Иако голем број законски решенија и без бојкот со месеци стојат заглавени во собраниските архиви, за Ковачевски одлуката на ВМРО ДПМН за активна блокада на парламентот била неодговорно однесување која ќе нанела штета на граѓаните.